Гостин вечерва во куќа на фудбалот, Миленко Неделковски. Ви благодарам што сте во куќа на фудбалот. Благодарам, Злате, што ме покани. Каква е сликата низ ваша призма на фудбалот денеска? Иако можеби некој ќе каже, па Миленко во последните 5-6 години е тотално дефокусиран од македонскиот спорт, го интересира единствено политиката, има општествен статус за кој не мора да се грижи дали утрото за него ќе биде подобро или полошо. Па види, ја прво, оние што ме прашуваат мене за моje мислење, без разлика дали се политички врвови, нормални луѓе, станци, ја секогаш своите споредби ги правам со фудбалот. Јас сум од таква фамилија потегнат и сметам дека е фудбалот една метафора на животот. Некаде на крајот од 80-тите читав една книга, англиска, каде што авторот, англичанецот, го и поистоветуваше фудбалот со војните. И вика, фудбалски надпревар ги има сите атрибути на војна. Има две спротивставени страни, во две различни униформи. Има команданти, крила, председатели, има химна, знамиња, кој ќе се постигне гол, има Радост, навивање и така натаму. И ја без малку сите примери ги давам тоа, низ фудбал. Ден денеска. Значи, не значи дека јас не го следам. Не можам да кажам сега табелата во втора лига, или не знам во некој регион кој е прв, кој е трет, тоа сигурно не можам, меѓутоа генерално не генерално, него тоа онака баш го следам, бидејќи не можам да избегам јас од тој спорт, реални да биде. Не следам ракомет, тако веќе некој ме прашува. Јас знам дека има многу ракометни фанови, кошаркарски фанови, меѓутоа ракометот така, си го сметам за некој џандарски спорт. А фудбалот е спортот кој е, кај што треба да ги уклопиш. Знаете да кажете во минатото, па ние можеме само да се израдуваме на инстант резултати, како нерешениот против Англија во Саутемптон. Да, Джиджи, да. Како нерешениот против Холандија. Шакири, да. Види, ние излеговме од држава со силен фудбал, од Југославија, во која Вардар од време на време играше значајна улога. Ќе освои куп, ќе биде шампион во тогашното првенство, ќе даде некој добар трансфер, Рингов, Сетинов, Змија, Дарко, Илија, Цапар, Истатов, нели? Станојковиќ, сега да не заборавам некој ми прости. И меѓутоа бевме дел од таа силна лига. И кога излеговме ние од излагањето од таа држава ни остана силен состав. Кој да беше селектор, во ред беше Дончо, кој е одличен селектор. Можеше да направи тим и резултати, и тие резултати беа така. Нерешено ова, она се државме. Бидејќи бевме дел стварно, навистина, од силна лига. Дел од тие републики што останаа, продолжија да имаат силна лига до извесен период. И србите, и хрватите. Нешто многу малку црногорците и така натаму. Меѓутоа, како се оддалечувавме од датумот на осамостојувањето, све паѓаше, па сакате и у Србија, не само кај нас. И почнавме веќе да немаме нерешени резултати на кои ќе се радуваме. Причината јас ја гледам во сето тоа што едноставно премногу мали простори, особено Македонија, премногу долго остана без домашен фудбал. Фудбалот беше заложник на кратовско лоби, потоа на струмичко лоби во времето на Ламбе и Јаковано Хриđенец, на крај на прилепско лоби. И сето тоа, значи, тој е мал локал патриотизам, донесе да нема фудбал. И да, ние се радувавме на некои нерешени резултати, ама реално сега ни на тоа не може да се радуваме. Се уште имате гнев кон тие луѓе кои го водеа фудбалот 20-ти на години, бидејќи постојано во вашите колумни и изјави ги посочувавте и со име и презиме. Па немам ја гнев. Посебно генералните секретари во оваа институција. Па и генерални председатели, јас никогаш не сум го следел Дзинго и Дзинго сам тоа го знае. Никогаш не сум го следел ни Ламбе, Захари и Хаджиристевски најмалку. И генералните секретари. Пазите, генерален секретар во еден фудбалски сојуз секаде во свет е така спиритус момент, знаеш, он е движечката сила. Председателот е
како да кажам, врвот е кралот, генералниот секретар е извршител, владат. Со слаби генерални секретари, какви што беа, уред, без разлика дали се работи за првиот генерален секретар, јас се не би му споменал име, човекот е покојен, така натаму, без разлика дали се работи за Лазе Митревски и така натаму. Едноставно со слаб секретар, па секретар кој не знае јазик, кој нема комуникација, кој ништо не направил. Тоа е вашата неостварена желба да бидете прв оперативец во Фудбалската федерација на Македонија? Не. Мојата... Или некој ќе кажат од тие што се од другата страна, сета среќа што Миленко беше кривично осуден, па не можеше да биде генерален секретар ни по закон. Не, јас прво не сум сакал никош да бидам генерален секретар. Сте имале понуда? Имав понуда од Батеване и од Ламбе. И ја одбив. Секогаш ме поврзувале со тоа. Односно се плашеле генералните секретари, затоа што јас сум си правил своји проекти. Значи, сепак да не заборавиме, првиот официјален фудбалски натпревар во Македонија по осамостојањето го организирано Миленко. Меѓународно. Вардар, Перуџа, на градски. Преполна единствената тогаш ќе била. Единствениот надвор, Вардар Фоџа на градски. Единствениот надвор, единственото гостување, првото гостување, пак Миленко. Перуџа, Вардар. А Фоџа која дојде овде беше шеста во Италија. Пази, доаѓа во држава која се уште немавме сите пасоши македонски. Со Зденек Земан, со Коливанов, со Стропа, со играчишта. И тие генерални секретари веројатно чувствувале страв. Ја не можам другачи, инаку јас јас ќе го поставам поинаку прашањето. Вие водевте хедонистички живот кога фудбалски бевте најмокен. Кога ја финансиравте Брегалница од Делчево, па дури кога бевте претседател на фудбалскиот клуб Вардар, и во моментите кога бевте најмокен фудбалски и финансиски веројатно, не знам сега колку финансиски тежи вашето земјоделско или сточарско царство, но тогаш не успеавте да ја валоризирате таа функција со функција тука во оваа куќа на фудбалот. Па не сум сакал. Мислам, не сум ни барал, не сум ни мислел. Значи, прво ја не ја финансира Брегалница Делчево, ја финансираше Орце Камчев. Така да он беше. Скопје го финансиравте? Скопје бев ја сопственик на Скопје. Скопје на полусезона, значи еве сега кога што е зимово, од распаднат тим предпоследен, една скината чорапа немаше. Ја остави во прва лига, во конкуренција со Кораб, кој што беше спонзориран од Слога Југомагнат, во конкуренција со Работнички, кој тогаш беше почнал да спонзориран Трифон Костовски, ја го оставив. Следната година бев прв во втора лига Запад, која е потешката од источната, и му бегав 17 бода на вториот Кара Орман. И на пролетта, на есента бев есенски шампион, односно бев шампион, ама ми одзеде со службени бодови Дзинго, па беше Силекс есенски шампион и тогаш банкротирав, останав без пари и го напуштив клубот. Значи тоа сум го финансирал, да. Во Вардар бев многу кратко директор, веројатно во историјата на Вардар најкраток директор сум ја. Месец и пол или така нешто, 2 месеца, од причина која видов дека работите не се онака како што претходно беа договорени, јас си отидов едноставно и така. Значи, најубавите мои звездени, мои лични моменти, духовни, се во фудбалски клуб Скопје. Тие никогаш нема ги заборам. Потрошив многу пари таму. Ни една марка од тие милиони нешто не жалам. Бидејќи доживеав преубави моменти на преубави надпревари. Меѓутоа, ќе искористам. Јас не само со Скопје, туку и со Вардар, успеав да направам проекти кои никој не успеа да направи никогаш. Да кажеме гостувањето на Вардар во Јужна Америка, пријателски средби, подготовки во Италија. Гостувањето на Вардар во Јужна Америка, кога за шеф на струка имавте директор на фудбалски клуб, ако не се лажам. Шеф? Шеф на струка, Драган Томовски, мислам дека Драган Томовски беше директор на семафорот. Да. Тоа е во Пењарол. Тоа е во Уругвај. Ние игравме таму. Тоа е истата турнеја. Таа истата турнеја. Да, ние имавме, значи тоа е турнеја, пази, значи не е исто во Јужна Америка да идеш било каде. Значи Вардар отиде да игра во 3 држави, сите 3 се светски шампиони во фудбал. И Аргентина, и Бразил, и Уругвај. Значи не игравме ние со Боливија. Или со, не знам, ме разбираш. Него игравме со светски шампиони. Од кој со да игравме, да кажеме, со Ньюел Олд Бойс, со Кордоба, тие што се сега сите на ливчиња, што као знаат многу кои се.
Последната надпревар беше со Пењарол, петкратен светски шампион. Еден куриозитет многу интересен. Дека 1968 кога татко ми бил генерален секретар на фудбалски клуб Вардар, Пењарол на пријателска средба гостува во Скопје. И многу години подоцна, 30-40 години подоцна, јас ја правам пријателската средба таму. И сега, ние отидовме, имавме 4 надпревари договорено, и ако одиграме добро, да има уште еден, овој со Пењарол, и бидејќи одигра Вардар одлично, Џоко Хаџиевски одлично водеше, нема тука дискусија. Мислам, генерација Страотна, Чирич, Перо Милошевски, Зеко, страшна генерација, Мирко Спасовски, страшно. Мислам, Тони Ангелов, сега ќе заборавам, некои ќе ми се испонаѓат. Репрезентант, мислам, Шакири, страшно. И ние добивме таа понуда да играме у Пењарол, у Монтевидео со Пењарол, и таму имаше еден огромен, уствари два огромни семафори, пазите, ова сега збориме за пред 20 нешто години, значи не се истите стадиони сега и тога што биле. И у записникот, што кој си го ведува Драган Томовски, вика, пишува шеф на стручен штаб Драган Томовски. При жив Џоко Хаџиевски, кој беше шеф на стручен штаб. И тоа огромни, оние аленаторе, тие нели главните ова, со најголемите букви таму ставено. И бидејќи составите тук, ама шефот на стручен штаб не. И Драган Томовски. Тука кавга, чекај, бев, ја не знаев, не прочитав. Како што знае Драган, така, као, да, промигули. И така, интересно е, меѓутоа, поважна работа на тај надпревар е што спортски директор на Пењарол беше еден од најголемите голмани на сите времења, Мазуркиевич. Значи, сигурно у 5 или, ајде у сега, бидејќи има сега многу стварно добри голмани, у 10 најголеми на сите времења, Мазуркиевич. Беше директор, спортски директор, заврши надпреварот, се симнува доле у кабина, овие уште се тушираат нашите, ме вика дали би можел да се видам со голманот ваш, ја го викам Перо. Бог да му душа прости, нека му е лесна земја. Го викам Перо излага, овој му дава свој дрес, еден, Мазуркиевич, и вика дали би сакале да подпишете за нас и веднаш да почнете да браните за Пењарол. Еве сега се ежа, сега сум наежа. Викам, ова е, значи трансфер. Од соништето. И Драган Томовски не даде. Нас он ни треба за првенството, за ова првенство се слога и го магнат. Човекот е болен у петкратен светски шампион. И не даде. Не, и се врати Перо со нас. Требаше да си остане, да брани у шампионот на Уругвај, земја светски шампион, организатор на светско првенство и петкратен светски шампион Пењарол. И не, Драган Томовски не, ми треба да игра, валјда тога, не знам, тогаш мислам дека во прва лига и играше и Вардарскиот Богданци. Нешто за тоа веројатно му требаше на Драган, ама не за Пењарол. Тоа е поважното дури, да ти кажам, од ова лажно представување на го таму. Тој е човекот кој што е предводник на таа иницијатива Обединети за фудбалот во Македонија, која што излезе пред живи ли си уште? година и половина. Имате вие блиски односи со луѓето од таа група? Имате вистински фудбалски пријатели, спортски? Па мислам дека сега не знам која е таа група сега, бидејќи таму те се појавуваат, те бегаат, те сум, те... Еве велите селектор што ја има наместено продадено утакмицата со Луксембург. Селектор што ја има наместено утакмицата со Андора. Да. Поранешен возач во МТВ кој уплаќал во името на раководството на ФФМ за утакмицата со Луксембург. Јовков, нели? Кој има со иницијали и Ија. Да, Илија, нели е тоа? Селекторот кој го лажираше резултатот поразот на Македонија од Србија во Охрид. Па нели е Јонос тоа? За 3 гола, да не било, не знам, 8-0, да било 5-0. Некогаш ви И настрада Славе Јовчев, онака жртва, разбираш. Некогаш ви се имаат јавено да ви побараат поддршка, бидејќи посакуваат спас на фудбалот во Македонија? Прво, дали ни треба спас? И второ, кои се вашите релации? Не, ми се види сега, тие луѓе знаат ја што знам. И го знаат истото знаење. Ниф им пречи тоа знаење да има јавност. И јас го пуштам во јавност. Значи, сите овие работи. Они си ги знаат, не е ова тајна. Може, еве, ќе се видат видео снимките како паѓаат головите, како оди топката, така си шета, како во детска градинка.
Значи, и Јовков, па тоа не е тајна, тој сам си кажуваше тогаш кога сметаа дека никој нема жив да ги смени. Од тие таму што се појавија на сликите, сметам дека единствен со кој имам комуникација коректна, сега пријателска, не знам, е Ѓоко Хаџиевски. Од он па не можам да искористам тој збор овдека бидејќи е телевизија, ама така кроток е кон сите, знаеш, и не успева да се скара. Другите не. Имам контакт со Драган Кадларовски, коректен, здраво и толку. Со Јонус никогаш не сум имал контакт. Односно сум престанал со контакт со него кога дојдоа кај мене у бингото пред последниот надпревар во втората лига, кога бев есенски шампион во втората лига, кога Скопје требаше да игра со Работнички на градски, а Јонус беше тренер, и ми побара 50.000 марки за да ми го пушти над преварот. Со тоа обезбедував дека на пролет не морам да. Од тогаш сум прекинал и онака да го имам однос. Со него дојдоа со Делчо двајцата, бидејќи Делчо беше као некој контакт. И немам ја. Меѓутоа, пак те прашувам, тебе те прашувам, а постои ли тој здружение или како се вика, ги има ли? Ги нема. Ја деве побаре на Facebook. Добро е да ги има или да ги нема? Види, добро е да има, во се треба да има опозиција. Ама тие не се опозицијата. Тие не се пример за опозиција. Затоа што се они од некој од нив, да кажеме Цапар имаше 2 пати можност да биде селектор. Имаше селектори кои беа бирани заради Баџана, Баџо и така натаму. Значи тие си го потрошиле своето. Таму ги гледаме тие кои се собрани како Драган Томовски. Па тој беше, нели, директор беше у Варда толку години, беше, што ти знам, како се вика, беше у цементара, што се не беше. И сега тие баш дека треба да го спасат, ја не гледам како ќе го спасат. На крајот на краиштата сите ние старееме, значи биолошкиот часовник си оди. Едно е ти да си тренер на 38 години, па можеш, друго е да си тренер на 65. Па не се сите Фергусон. Спасот за македонскиот фудбал многумина го гледаат во генерацијата на Благоје Милевски. А реално Милевски со тие играчи постигна исклучителен резултат. Пласман меѓу 12 најдобри во Европа. На младинско европско првенство е голема работа. Сакале некои да признаат или не. Чувствувате вие дека таа генерација, подкрепена со некои од играчите во сегашниот состав на Ангеловски, можеби Несторовски, Пандев, Ристевски, Ибраими, може да постигнат резултати за секоја почит, не само за инстант 2-2? Милевски е голем работник и очигледно дека му прави. Еден проблем е Милевски, според мене. Он не личи на селектор. Не, овде келав од позади, па камерата која ќе го да. Знаеш, личи онака као некој сметковајтел. А човекот е реално, ме разбира, не му одговара, но тоа не може да го промени. И нека не ми се наљути. Спасот на македонскиот фудбал е во компетитивен фудбал овдека дома. Очигледно, Благоја Милевски во прав момент станал селектор на репрезентацијата млада, во момент кога наши играчи созреале во странски клубови. Значи, да не е нивната компетитивност таму, ние повторно не би имале. Ние изгубивме и репрезентација и резултати и се, затоа што со години наназад нема компетиција во Македонија. Значи, нема да кажеме, од лига од 10 клуба или 12 или 16, нема да кажеме 2/3 од лигата добра. А половина од репрезентативците во таа селекција играат во домашниот шампионат. Играат во домашниот, ама половината играат во странство. И тамо добиваат, од тамо е квалитетот. На крајот на краиштата, тие у кои се решавачките не се тука. Така. Значи, многу често е обвинет Илчо Георгиевски дека Демекон е гробарот, не знам што, најнизок рейтинг имал фудбалот. Не е тоа точно. Мислам, во ред на листата на УЕФА, на ФИФА, тоа е математика. Меѓутоа, не може нема ни еден човек толку талент да го пропадне фудбалот за 2 години, 3-5. Значи, тоа тонело од Зинго наваму,
од Кипро наваму, пред Зинго, нели, во рамки на Македонија. Алексо Кипровски за... Да. Тонело, за да дојде до овој момент. И сега некако почнува да излегува. И за среќа по нас, па ако сакаш и за среќа по Милевски, се погодува да е добра репрезентација која он успева да ја состави. Ама тоа е сепак младинската репрезентација. Да. Многумина резултатите на федерацијата ја ги гледаат низ призма на најдобрата на репрезентацијата. И логично е. Се е друго небитно. Логично е. Меѓутоа, ние треба да дојдеме, као што доаѓаат белгијанците, холандјаните и така натаму. На таа генерација на Благоја Милевски, може би со уште еден двајца, тројца, да кажеме со оној голман Нилсен, примерно, иако и младата има добри голмани. Значи, голман што сака да игра, не голман што ги дува, што сака да додаде, со свежа халф линија, која исто така сака да игра, а не да дува и така натаму. Треба да и се даде шанса. Треба да и се даде, бидејќи и така сите до сега ние квалификации за европски, за светско ги промашивме, неко со помал или поголем успех, сите сметам од почеток до сега, не само во време на оваа фудбалска власт. Сите ги промашивме, можеме да дадеме шанса, да си дадеме сите на себе и на Македонија, да си дадеме шанса една генерација да пројде низ еден квалификационен циклус и низ надпревари спротив Италија, Шпанија, млади биле во ред, ама еве гледаме во Англија, во секаде, па младите влагаат. Тој ако не влезе да игра на 19, кога ќе влезе? На 29 ли ќе влезе? Тој мора сега да игра. Сега да ги направи грешките, сега да ги прими головите, сега да промаши пеналите, сега. Мене таа репрезентација многу ми се допаѓа. И у пристапот на играта, и што значи очигледно, како ја смислил и селекторот, и во енергијата внатре што постои, другарството, пријателството меѓу децата, сега тие не се веќе тие се мажи, меѓутоа во однос на мене се деца. И ми се допаѓа што има поддршка од јавноста. Значи, пази, реални да бидеме во сениорската репрезентација години наназад секогаш имаше по 2-3 фолиранти, онака со дигната јакна, како ја и ти што сме денес. Со она, знаеш, па сега ја ќе дојдам, сега ќе видите и ништо. Овие момчиња сите гинат, она тамо над преварот со Шкотска ли беше кога голманот се повреди и така натаму. Гледаш дека гинат деца таму, остава впечаток, се гледа и по социјалните мрежи и по луѓето што говорат. Ние имаме убава генерација. Дали таа генерација може да се квалификува, тоа е големо прашање, бидејќи сме ние во долен шешер. Значи, уште одамна, уште мене Дзинго кога ме прашуваше, што треба да се направи, јас му реков дека треба, и тоа го мислам и сега исто, дека треба постепено, значи на секој 2 години како идат квалификациите, односно на 2 со 2, нели, да прво да пробаш да се качиш у шеширот. Значи не можеш ти од 5 шешир и од 4 шешир одма да бидеш прв или втор. Тоа не бива затоа што си сите над тебе јаки. Значи да се качиш во шеширот, една сезона, едни квалификации, уште едни квалификации, значи период е тоа. Умеѓу време созрева репрезентацијата. И после тоа, малку и со Божја помош, со среќа малку, да ти се погоди група каде што првиот е добар, вториот е познато име, ама е во криза некаква, а третиот можеш да го тепаш. Или ти си третиот. И така влезе, ако се сеќавате, што знам, се примери Словенија, Босна, сите така отидат. Албанија. Сите така отидат. Значи, не само да ти бидеш добар, него и ситуацијата да се погоди. И некоја статива да влезе. Односно, тој некој што треба тебе да е гол да погоди статива. Значи, сепак, фудбалот е компилација од многу нешта, вклучително и од случајности кои за време на надпреварот може да направат голема разлика. Кој е според вас најдобриот македонски фудбалер на сите време? Па сум го пишал тоа. Сега ме провоцираш. Најдобриот фудбалер на Македонија сите време е Горан Пандов. Сте пишали за Горан Пандев дека е капетан Конкордија? Не се сеќам на тоа, може сум пишал, меѓутоа барем имам 50 поста дека е он и имам 50 над сите тие 50 поста напади дека не е он.
Не ви се лути фудбалерот на векот во Македонија? Ми се лути, ама он мене стално ми се лути. За Дарко Панчев збориш. Ма он мене стално ми се лути. И тебе јас ќе кажем нешто. Ако има втор новинар во Македонија, кој направил интервју со Дарко Панчев кога бил во Белград во Црвена звезда и со Дарко Панчев кога бил во Интер во Милано, ако има втор, не две интервјуа, едно да направил. Вие сте единствениот, сакате да кажете? Тогаш можеме да збориме. Со било кој новинар, со било кој не знам што, тогаш може да се збориме. Сте ги пуштиле во програма? Да, на македонска телевизија. Белград е на македонска телевизија, Милано е на А1 телевизија. Значи, ако има втор, кој отишол кај него и кај него во домот, и во Белград, и во Милано е правил, и за време на, како се вика, на тренинзите, тогаш може да збориме понатаму околу тоа, околу Дарко Панчев. Гледам сега, има на Фейсбук, овој, тој, браво, мајсторе, вамо таму, тогаш ги немаше, тогаш само Миленко. Тоа е што би можел да кажам. Што се однесува до Горан Пандев, значи тоа е чиста математика. Колку титули, колку голови, колку асистенции, колку купови, колку ова, тоа кога ќе успоредиш, бил златна копачка. Кој е најдобриот претседател на Фудбалска федерација на Македонија во нејзината историја? Во нејзината историја воопшто? Еве во последните 20 и... Ма ти не си бил роден. Не. Перо Коробар. Какво е вашето мислење за актуелниот предводник на оваа куќа, Илчо Георгиевски? Актуелниот предводник на оваа куќа, Илчо Георгиевски, наследи фудбал кој ни магионичар не може да го качи. Ето тоа, ја мислам. Дали бил Илчо или бил, не знам, кого сакате да Бекенбауер. Треба да се кае што ја напушти тренерската функција во зрели години. Не, јас сум му рекол него на најдобрите. почеток. Му реков ти после ова не можеш да бидеш никош тренер. Тоа е завршено. И мислам дека он е свесен за тоа и знае и мислам дека на моменти не би рекол дека се кае, него на моменти ете му е криво што професијата која најмногу ја сакал ја жртвувал за да направи нешто во фудбалот во Македонија. Тоа јас го мислам. Но он точно што мисли, не знам. Меѓутоа јас на почетокот сум му кажал ти после ова ти не можеш да бидеш. Ти не можеш да бидеш веќе тренер. Мислам бидејќи не можеш ти да се бидеш на нас, така? Ако сте пророк, тогаш е во ред. Не може тоа. Сега стигнуваш до една висина, како сега си бев председател и сега сум тренер. Не. Председател на Сојуз, не председател на клуб. На федерација во случајот. Мислам дека он практично дојде во време кога се што можеше да се распадне во Македонија се распадне. Фудбалски. Небезбедни терени, незаинтересирани нисколигаши. Значи, јас, у моје време, кога бев фудбалски судија, сум бил 2 години кратко фудбалски судија. 168 например? 197 например. Во подсојузот, тука се викаше Бундеслига. Да се пофала може. Јас сум единствениот македонски фудбалски судија кој има одсудено 197 например и ниеднаш не е удрен. Имам 2 прекина, ама не сум удрен. Значи, у моје време, селата околу Скопје, и Скопје беше препон со фудбалски терени. Овде, кај што е сега, да кажеме, Тинек, сонде кај Раде Кончар, имаше игралиште Кончаревац, имаше и клуб кој се викаше Кончаревац. Сега тоа не постои. Кога ќе тргнеш онде од, да кажеме, од Маđари по стариот пат за Верес, управец на Катланово, сите беа клубови. Ергеле, Скопско поле, Трубарево, село со село, само со клубови. Сега тоа го нема. Значи, маса огром. Кога ќе тргнеш онде од... На крајот на криштата вие водевте клуб од Делчево. Да. Кога ќе тргнеш ондека, ова е сега добро, Делчево е многу подобро, сега ти зборам ја за ова 80-82. Кога ќе тргнеш ондека, примерно од тогашен Синџелич, нагоре, Брњарци, Булачани, ова, све клубови. И клубови заратени. Доаѓа надпревар пуно селото. Ти доаѓа судија, страшна работа. Мислам, треба стварно, судија е многу тешка работа, фудбалски судија. Тие што мислат лесно им јава, тоа е многу тешка работа. Затоа што си ти сам. Чак Норис не може да сврши работа. Шварценегер, никој не може да сврши работа, ти си сам. И се е некој
Или на овие 11 си им грешат, или на овие 11. Треба многу маш, срце треба големо. Тешко е да се фудбалски судија. И јас кон фудбалските судии секој сум имал, како да кажам, разбирање. Дека сепак тој човек, сепак е тој што трча, тој што е изморен у 80 минута, не се гледа се, може да направи грешка ние од горе, од телевизија, на топло. И апропо спомените од вашето детство, па и младоста, кога вашиот татко ги следеше на преварите од Југословенската лига. Да, татко ми е Борче Неделковски е првиот судија од Македонија со знак на ФИФА и од првите 3 во Југославија. Лео Лемешич е од Сплит, Васе Стефановиќ од Белград и Борче Неделковски од Скопје. 3. Има 55 странски утакмици, што е рекорд. Сега претпоставам дека овие млади и навистина добри судии кои ги има Македонија во овој момент ќе го надминат. Меѓутоа, да не заборавиме дека сега форматот на надпревари, со толку многу надпревари, тој е број 1, и начинот на превоз авиони е друг од татко ми кога судел од 1950 или 51. Со воз до Белград, со не знам до кој, лимитирано, нема толку се чистат, нели имаше куп саемски градови, не знам, куп ова, квалификации, нема утакмици доволно, значи тогаш се 55 се многу. И татко ми е човек со најмногу одсидења финалиња на Купот на Југославија, на Купот на Маршалот Тито, 5. Значи, не збориме сега кога се распадна Југославија, па после кога секој се судеше. Него збориме до некаде до 90-та година. Меѓу другото и најпознатото финале во историја на Купот на Маршал Тито, тоа е мислам 57-ма, јако сум роден или така нешто, година порано и подоцна. Раднички Белград, Партизан Белград. Партизан со Илје Шпиц на клупата и со Степан Бобек деветка и Раднички Белград. Дошт. Се потфрла топката, дали да се игра или не, оти све ова. Не одскокнува топката како треба, ама Партизан поголем клуб. Одлучува да играме. Сега, добро, одлучува судијата, меѓутоа. Првото полувреме 3-0 за Раднички Белград. У кабина, тогашните кабини кои се сеќаја на градски стадион Скопје беа исти. Кабините, знаеш како беа горе, меѓу судиите и двата клуба, значи имаше зидови, ама горе немаше не до горе, него вак, за да парејата од тушот да си оди. И така беше и овде на градски кај Илија. И се слуша, се кара тој Партизан. Кој е рекол ово, на овај, тоа, кој е погрешил и така натаму. И Илје Шпиц ги седна вика тишина. Не знаеше, тој е маđар. Не знаеше ни српски, многу малку. И прави тактика. И му вика, Бобек, узмеш лопту, даш гол. Второ полувреме 5-3 за Партизан. Значи, 3-0, 3-5. Тоа е најпознатото. Толку за татко ми и ти благодарам што ме праша да го споменам. Меѓутоа растен сум во таква фамилија, тоа не може да излезе, нели? Тоа си останува вечно. Вашите деца се во Америка и сосема спротивно од тоа што вие го работите. Да. Керка ми и син ми се во Америка. Таму се тоа не се деца, тоа се сериозни луѓе веќе. Значи, керка ми има 25 години, син ми има 27, си имаат бракови свој, син ми е на релација Америка-Русија, бидејќи сопругата му е русинка. Керка ми е на релација Америка-Канада, бидејќи сопругот е Канада, јас сум Обединети нации. Не ви е подарок джемперот од снаата? Не. Ова си го купив кога бев во Москва. Има продавница Армија Русија и си го купив. Ама ондека е на јакната ми ќе ја донесам, па таа е US. Така да тој милитари аутфит, јас сум голем љубител на историјата на Втора светска војна. Знаете дека многу луѓе велат така да Миленко е многу поискрен, многу е подобар човек кога зборува за овие работи, за спортските, за фудбалските, за тие анекдоти, за тие приказни отколку за политичкиот живот. Поискрен сум јас за политика, не знам што сум кажал у политиката што не е искрено. Не знам. Треба тој некој што кажал да каже што е тоа што мисли дека е неискрено, па не да може нешто да ти одговорам, а мислам дека нема целата моја кариера, цел мој живот и воопшто новинарството е градено врз директен и искрен однос со луѓето.
без разлика за што се збори. На крајот на краиштата и фудбалот е политика. Со самото тоа што Дзинго бил председател или Ламбе бил председател и мислам, самото тоа кажува дека и фудбалот е политика. Не, ја мислам, сега, не мора секој да мисли како мене, секако дека сум искрени во тие делови и имам ја реално забелешки и од тие што кои што мислат дека сум про нив или про... Ја не сум про, ја сум про... Добро, многу по-ортодоксен во однос на овие спортски теми. Ортодоксен? Директен? Ортодоксен, што подразбираш? Директен, оштар. Па да, ма и на спортските теми сум оштар. Види се нешто. Ја имам традиција во мојата професија и имам традиција во моето однесување, никогаш не сум го променил. Еве сега политички ако збориме, малку да ја политизираме емисијата, сега ќе видите поддржувачи на едната или на другата страна, еве на, да кажеме, на ВМРО, кои допред некоја година беа против таа опција или против тој лидер, со кого се. Миленко никогаш не бил. А не сум бил ни член на партија, на ни една партија. Ова него кажав од причина да наметнете повторно политичка тема. Не ќе да наметнам. Само сакам да ќе поврзам директно со спорт. Миленко Неделковски е единствениот спортски новинар во историјата на Македонија, веројатно и у светот, ама не знам со светот Македонија, кој е суспендиран од работното место во спортска редакција на радио телевизија Скопје, односно на телевизија Скопје, сега тоа се вика македонска телевизија, заради фаќање страна на Вардар, а не на Црвена звезда. 7 месеци бев суспендиран и пратен да правам временска прогноза, за да сум го научил почетокот на новинарство. Зошто? Затоа што сметав дека е Вардар управо, а не Црвена звезда. А овдека, во оваа армиска област, сите војни лица, сите полицајци, сите навијаат за Црвена звезда. Значи, јас, кога било тешко да си македонец, кога било тешко да си националист, кога било тешко да се сака македонското, во случај Вардар, тогаш сум покажал и сум си останал до ден денеска на истата линија. Значи, не сакам ја да политизирам во твојата емисија, не ова е спортска емисија, волет. Меѓутоа, други мене ме исполитизирале во спортот. Со самото тоа што на сметка на Белград, коментаторот од Скопје, кој коментирал нешто во корис на Вардар, а не на Звезда, бил суспендиран од програма на македонска телевизија. Тоа ниту еден друг во Сиви не може го каже. Кога веќе го споменавме новинарството, кој е најдобриот телевизиски радио коментатор на сите времиња според вас? Никола Солдатов. И 20 места празни. Па Вања Глава. Која е мислењето за денешните, за коментаторите од оваа генерација? Има телевизиски преноси од надпревари па види од десетина во неделата. Види сега, Злате, значи, кога имаш коментатори, а не можеш да препознаеш кој е кој, еве јасна ти е оценката моја. Значи, ден денес памтат преноси мој од Формула 1 или од светско првенство во Италија, кога игравме против Шпанија. Значи, тоа е 30 година назад. А овде да прашаш кој коментираше синојка таа и таа, никој не знае да ти каже. Во ред се сменија нештата. Се има поише телевизии, поише преноси. Тоаш имаше една телевизија, еден пренос на неделата. Ние бевме 4-5 души и толку и се знаеше дека што знам за атлетика е тој, за кошарка е тој и така натаму. Но факт е дека како што дојде современото време, премногу се осовременија коментирањата. Човекот што слуша, тој и гледа екран. На екранот, ако му пишува дека е посешен на топката толку на толку, не му треба само да го прочиташ тоа. Тој го видел тоа. Меѓутоа, она што сметам дека треба во коментирањето, кога некој би ме прашал, никој не ме прашува, во ред, еве сега ти прв. Јас сметам дека треба да му внесеш душа и треба да му внесеш човечност натре и треба да му внесеш на луѓето што слушаат таму, што те слушаат, да му објасниш нештата. Инаку, ако тој имал, знаеш какви коментатори има, јас искрено ти кажам го гасам тонот. Почнува надпреварот и вика статистички во првите 20 минути тој тим дава гол, а тој тим не дава гол. И се што значи тоа?
Што значи дека сега тој ќе даде, а тој нема да даде? Тоа ли значи статистика? Мислам, статистиката е една тупа наука, прво и основно. Најмалку што има заедничко има со спорт статистика. Не знам, статистички тие имале толку. Што има врска? Мислам, каква врска имат? Тоа е денеска надпревар, денеска се излезени фудбалерите, денеска се јадени, денеска се испокарани меѓу себе или со жена му се искрал дома, денеска имале проблем, тој сакал да игра овој нејкел, тој го ставил, денеска се у кабината, денеска може да има проблем нешто со стомак, со ова, со варење, со било што. Каква врска има статистиката во таа секунда? Разбираш што? Тоа е сепак спорт на луѓе, на човеци. Не е тоа спорт на машини. Мислам дека во коментирањето тоа треба. Душа внатре да внесе човек да внесе едно објаснување, да внесе локейшн. Ти имаш спортски новини, не само коментатори, што се спортски по телевизија. Ја почнува веста, се кажува. Денеска ова отиде тамо, дојде вамо, дојде тамо, резултатот уште не го знаеме. Значи, Никола Солдатов, јас сум негова школа. Прво, резултат. Второ, локација. Location е лекција и за новинарството, ако идеш на запад да го учиш. Значи, Црвена звезда, Партизан, 1-0 во Белград. После, имало трева, немало гледачи, врнело, сонце греело, не знам што се десило, тоа се после. Чинел пеналот, не чинел офсайдот, после. Прво, локейшн. Значи, комплета, а за новинаров, затоа што има сиромашки од само 2-3 минути, 4, за да изгледа што по-паметен, интелигентен, интелектуален, он некои описи, некој ова. Мене, како гледач, ако гледам спортски вести, ми интересира најпростата информација. Ако гледам фудбал, или било кој друг спорт, збориме се ние за фудбал, мене ме интересира тоа што ќе го прочитам на екранот, да не ми го кажеш ти како твој податок. Плюс, сега дојде такво време да секој е со лаптоп. Па ти што гледаш, додека коментираш на лаптоп, па и ја гледам на мојот лаптоп. Значи, не си ти нешто многу попаметен од мене. Треба да си само, да си ми, како да ти кажам, како сообраќајац, како водич, знаеш, да ме насочиш во психолошката состојба на тренерот, на асистентот, на судијата, на играчите, се сакаат, не се, значи, така да, и да се осети. И второ, најголемиот дел од нив не знаат фудбал. Јас, кој сака нека се љути. Единствен кој разбира фудбал од сите коментатори е Југо. Знае фудбал. Другите не знаат. Еве кога гледам, со многу луѓе, можеш да прашаш слободно, ќе се деси, значи камерата дава, корнер ли е, не ли е корнер? Што коментатор си ти бе полекати, како тоа корнер ли е, не ли е корнер? Па така може од улица да земе некој. И по правило е грешка. Е корнер, а не е. Зошто? Затоа што не разбираат фудбал и не ја гледаат во тој кадар реакцијата на играчите. Не ги знаат знаците на судијата и така натаму, меѓутоа главно не ја гледаат реакцијата на играчите. Он е отишла топката, него му се видела дека удрила, може не, меѓутоа судијата досудил нешто што е може спротивно на сликата. Важно е да видиме што досудил. Не ја гледаат реакцијата, дали тргнале, дали стојат, дали ги дига штуцните и така натаму. И гледам и на социјални мрежи реакција, не ли виде дека е ова, не ли виде дека е она и така натаму. Мечкоес се викаше вашата фарма за производство на органска храна. Би можела во блиска иднина да биде финансиски мокина за да се врати Миленко потполно во македонскиот спорт? Тоа е, имам еден пријател од Дубровник, Желјко се вика, Петрович. Вика, то не е бизнис камиони и авиони. Што не е тоа? Не. Мечкоец е една убава приказка за човек кој е на мој години. Киевски. Да. Значи, мојата фамилија, значи, по татко сме од град, дедо ми имал прво куќа и дуќан во Циган Мало, тоа е лотарија на Македонија. Тоа е кај кафичот Корнер. Подоцна негде 20 и некоја година се преселува Буњаковец, кај што сум јас роден, тоа е првата куќа до Пестолоци школа, кај грчки конзулат. Значи, ние сме од центар не знам колку години. 200-300 години. Од тој центар, иако на времето, после, пред известно време, и центарот не бил центар, него центарот бил од другата страна на Вардар. Чаир. Мене ми е градот
задушен, тежок паркинг, тешко влегуваш во ресторан, во кафич, во она. Јас сакам да се излезам. Ја од секогаш сум сакал да се излезам. Да ти кажам, многу сум прошетал на животот и приватно и службено. И секогаш сум им завидувал на луѓе кои ги знам, значи странци, кои живееле надвор од градот. Лондончанец само живее 80 км. Среќа што уште не откопувате злато, во тој случај би можеле да се вратите. Не. Добро, јас направив една емисија која направи циркус. Ама во основа тоа е една убава приказка за моје годиште и за мојот професионален ангажман. Сега да кажеме, ако си службеник негде, не можеш да одвојуваш време. А јас можем да си го месам времето така ја како што сакам, па да направам состаноцу еден ден, два, па да јам таму. И таму имам едно спокојствие, спасувам животни, да кажеме, коњи, магариња, мазги од колење, од фрлање. Имам своји 3-4 шарпланенци кои луѓе ми ги бара да ги купат, да им ги подарат, мене ми е жал да ги дадам, оти од малецки да израснуе. И имам кози од кои произведувам некој козио сирење, кое се продава низ Македонија и кое не е тоа не знам како бизнес. Тоа е така, да те покрие, да е во одреден дел, да кажеме, кога ние сите, сега ти си многу помлад човек од мене, нели? И тоа доаѓа биолошки часовник, одиш и ќе доодиш, разбираш? Да има нешто така да те крепи. А инаку е многу убаво. Ја сум без малку секој ден таму. Имаш и дружба со животни кои многу ги сакам, и офроуд кој исто така многу го сакам, и осаменост кој исто така многу ја сакам. Значи, така све. Миленко, ти благодарам што одвои време да бидеш дел од куќа на фудбалот, присутен постојано на надпреварите на македонската фудбалска репрезентација. Така, благодарение. Тоа треба да го прави веројатно секој кој ја чувствува државата на било каков начин. Види, Злате, ќе ти земам секунда. Значи, јас си го памтам тој градски стадион, уште од времето Джинка, која беше директор, сега ти не знам, кога Бели продаваше спорја, значи семки пред ова со едни чашички од дрвени и така натаму, кога се седеше на клупи, кога сите го слушаа Ивко со транзистор, значи тогаш беше транзисторот, беше што е сега телефонот. И сега Ивко коментира, они слушаат и Ивко ќе сгреши нешто, Ивко не лажи, разбираш. А тука сите гледаат исто, значи едно друго време паметам. Си го сакам тој спорт, паметам кога на тренинг на Вардар имало по 5-6 луѓе. Паметам кога на тренинг на Вардар, кога Муто ќе рече нема гол сега, а му шутираат пенали од 16 метра, нема, затвори рулетната. Не блага таа. Публика да го сака, тоа е еден од најголемите фудбалски фигури во историја на Македонија, Драган Мутибарич. Значи, памтам такви моменти и памтам моментите на луѓето кои доаѓале со точаци. Горд сум што сум ги направил првите две официјални надпревари во независна Македонија. Ти благодарам што ме покани. Му посакувам на А селекцијата, на младата селекција први посакувам добри квалификации летоска. И инсистирам, ако може, вака преку камерите, до раководството на Фудбалската федерација и до селекторот и до председателот и до управниот одбор, директорот на репрезентацијата. Инсистирам, ако може, да се даде шанса на младата генерација во еден цел циклус, да им се испочитуваат сите грешки, да им се простат сите гафови, да се пуштат децата, да добијат километража во нозете. Исто така нивните повозрасни колеги кои се сега веќе кој на залез, кој веќе не игра, кој е ова, кој е остарен, кој од друг фудбал дошол, другачие си играле центар халфи пред 10 години, другачие сега и така натаму веќе, да имаат разбирачка што ќе се даде шанса на овие млади луѓе, а тие ќе мора да им го отстапат местото. Ви благодарам што бевте гостин. Гледавте Куќа на фудбалот. Довидување.